нашите дедовци Еснаф и од оваа улица вечерва не повикува. Да ја вратиме гордоста и достоинството на оваа чаршија. Се живо замре благодарение на Заев и неговата камарила и мафијачите кои што не им е гајле и ништо не им е свето. Тие не знаат што значи оваа чаршија за луѓето од Струмица. Тие не знаат што значи да се помине по оваа калдрама. Тие не знаат што значи Еснаф лук. Затоа што ако знаеа, немаше да има мафијаши во Струмица кои што си ги полнат джебовите и не им е гајле за луѓето. Немаше да биде мртва оваа чаршија која што треба да биде гордост и на Македонија и на Струмица. Благодарение на Зоран Заев од 2005 година наваму оваа чаршија изумира. Во другите градови, овие делови на градот се најпосетените, најодржуваните, најизградените и места кај што се средишта, кај што доаѓаат туристи од цел свет. Кај нас, благодарение на глобал и парите кои што ги типли таму, тој ја уништи Струмичката чаршија. Така ли е? Кога 2009 година тоа го зборував дека намера на Заев е сите вас тука да ве уништи, за да може да си го наполни глобал, тогаш не беше верно дека така ќе биде. Но се случи тоа, еве празна нашата чаршија. И не само празна, туку остави да биде руинирана, ни една куќа, ни една фасада поправена, да не зборуваме за духот на Струмичката чаршија, да не зборуваме за театарот кој што ќе го вратеше и сите илјадници други лаги. Вечерва нема за тоа да ви зборувам. Само да ве подсетам, почитувани мои сограѓани, за едно нешто. На 13 овој месец имавме избори. И вечерта господинот Заев, шокиран од 120.000 гласа разлика, првин повеќе од 120.000. Еве ќе ги заокружиме, нека му е 120.000. Први нешто што кажа, вели, се случи голем фалсификат. Еве се бриши тоа што ни го нацрта на рацете и да одаме бележани како добиток. И кога виде дека таа лага за неколку дена не му поминува, бидејќи уште ни стојат знаците по рацете, почна да вели народот е глуп, народот е прост, ВМРО-вци магаре да им врзат, ќе гласаат за нивниот кандидат. Го понижи собствениот народ. Го понижи собствениот народ до тој степен што не знае веќе што зборува. Малку му беше тоа, па полицираниот криминалец си дозволи да удри врз премиерот Груевски и врз сите честни луѓе да ги нарече криминалци, луѓе кои што во време на економска криза покажаа дека можат да исплаќаат и пензии, и плати, и да градат патишта, и да градат се она што го ветивме овде во Струмица, од Струмичкиот театар до дисперзирани студии, до Струмичката болница. Почитувани мои, едно е да лажеш, а друго е народот да ти верува. А сосема трето е пак да имаш образ и морал да излезеш пред собствениот народ. Сите ние во Струмица веќе знаеме кој е Зоран Заев. Знаеме од магазионер во 2002 година како стана благодарение на Бранко Црвенковски милиардер, не милионер. И знаеме како се печели тоа. И кој е моралот на СДСМ? Да фрла дрва и камења по честните луѓе, по оние кои што честно работат во интерес на народот. Еве овде, почитувани браќа и сестри, има една пресуда која што Силвана Бонева ја доби со СДСМ пред месец и 10 дена. Нели бев криминалец, лопов и така натаму и човек кој што не привил нешто во анкетниот лист. Многу помалку важно е дали јас сум добила на суд дека тие лажеле и ме клеветеле. Најстрашно луѓе од се е тоа што тие на суд признаа дека тоа што го правеле, тоа што клеветеле, било
став на партијата и тоа не било ништо лично. И тие немале ништо лично против мене. Туку тоа била службена одлука на СДСМ. Тие службено ме го дошеле за граѓаните во Струмица, како сега тоа што го прават со нашиот премиер и со многу други луѓе, што мислат дека народот ќе им верува, службено да кодошат, да зборуват лаги и невистини, само со една цел – Заев да добие избори. Затоа што не може на друг начин да ги добие изборите. Затоа му требаше на 24 декември да удри врз институциите на земјата. Тоа што не си дозволи албанските партии да го направат, Заев, затоа што знае со избори дека не може да дојде на власт, удри врз институциите на земјата, врз председател на собранието, врз нашата македонска полиција. И сега, браќа и сестри, повторно имаме иста слика. Знае не може да дојде на власт, огромна е разликата и што слушаме денес. Бојкоти, по улиците повторно ќе се мислил и ќе смислил што Белјак и прави на Македонија. Помина цела кампања. Го прашував многу пати, еднаш не даде одговор ниту вечерва на неговата емисија. Кои се тие луѓе од надвор што го спремаат и што ни спрема во Република Македонија? Што сака да направи заедно со албанците? Зошто го прати Стево Пендаровски председателски кандидат во екот на кампањата пред 3 дена да оди на Косово да се среќава со премиерот на Косово? Што бараше таму? Тоа ли е дел од стратегијата на Заев? Му ползаше пред Тачи, излезе Тачи со пораките и се виде дека Заев го моли заедно да ја симнат ВМРО ДПМН од власт. Сега одат дури во Косово, па и Албанија ја повикуваат да му се придружи, да ни направи нова македонска свадба во која што жртви ќе бидат нашите деца. Затоа молчи Заев. Затоа, браќа и сестри, секој од вас и луѓето од СДСМ пред да заокружи, да си го постави единственото прашање во недела. Каква судбина определува на нивните деца? Зошто немаме одговор с кој го праќа Заев во Македонија и кои се тие надворешни сили што треба да сврши тој во Македонија? Зошто требаше нивниот председателски кандидат да оди сега во Косово? Зошто нашиот председателски кандидат го обиколи цел свет и Обединетите нации да се бори за Македонија, а нивниот председателски кандидат во кампања оди во Косово да моли за албански гласови? Браќа мои, тоа е Зоран Заев безрабетник. Тој се лигуши на село. Тој ќе не продаде сите до еден само и само да дојде на власт. А ВМРО ДПМН беше власт. Беше заедно со ДУИ. Меѓутоа, не сакавме да ви го земеме правото на глас на сите вас. Не сакаме никој да го уценува македонецот и да му го земе правото на глас. Затоа излеговме пред вас на избори. Вие да кажете кој ќе биде председател на државата. Вие да кажете кој ќе ја води Македонија, а не безработникот Зоран Заев заедно со неговите пријатели. Затоа јас сум убедена дека 2 пати повеќе ќе го казните во недела и сите луѓе од СДСМ пред да заокружат ќе размислат каква судбина определуваат за нивните деца и убедена сум дека многумина од нив ќе гласаат за председателот Ѓорги Иванов да продолжи да ја брани Република Македонија. Ќе гласаат за нашиот носител на листата, за господинот Зоран Ставревски, кој во најтешки времиња успеа Република Македонија да ја остави изолирано острово и да не дозволи Грција да не повлече кон дното. Сите и помага на Грција. Меѓутоа Македонија остана гордо и сето она што беше ветено од пензии, плати до земјоделските субвенции, се беше исплатено благодарение на честното домакинско работење, а не криминално крадење како што тоа го прави Заев. Така ли е? Така е. Затоа сите до еден во недела да го дадеме гласот за председателот Никола Груевски, за носителот на листата господинот Зоран Ставревски и
победнички како цела Македонија и заедно го пратиме во историјата.